почесто се истакнува и се прифаќа во нашево општество оценката дека развојот на агроиндустрискиот комплекс е едно од најзначајните стратегиски прашања на вкупниот развој на Југославија. Храната би можела да стане најзначаен фактор за смалување на дефицитот на платниот биланс. А постојат и можности за заедничко вложување во оваа област со земјите производители на нафта кои постојано имаат недостиг од земјоделски производи. Па заради тоа и на неодамно одржаното југословенско советување во Белград за развојот на аграрот во наредните години од 1981 до 1985 е истакнато дека храната што ја произведуваме е наша шанса во овие кризни времиња. Тоа е нашата нафта. Прокламираната стабилизација на стопанството овде во овој сектор може да дојде до полни израз. За да се обезбеди максимално производство на храна, неопходно е да се создаде поголема стабилност во производството и неговото прифаќање, да се обезбеди поголем степен на користење на системите за наводнување, употребата на минералните ѓубрива, правилна примена на фитозаштитата и уште помасовно да се применуваат научните достигања во земјоделската практика. Но не само да се произведе, туку производството треба да се заштити и родот да се зачува од природните стихии. Најновите сознанија создадоа нови можности за остварување проекти за влијанието на човекот врз времето и климата на големи пространства, а со цел да се прилагодат временските и климатските услови во интерес на практиката, секојдневниот живот и потребите на многу стопански гранки во активноста на луѓето. Затоа ќе зборуваме во денешнава емисија за борбата и стремежот на нашето општество во борбата со градобината стихија. Градот спаѓа меѓу природните појави кои предизвикуваат огромни штети во стопанството. Тој за мошне кратко време може да уништи непрегледни земјоделски површини во полн род, како и да направи огромни штети на згради, индустријски објекти и други општествени добра. Затоа одбраната од град има и посебно општествено значење. Туку што ќе започне да действува системот за противградна одбрана, ќе започне борбата на човекот со стихијата, трката со времето, да го зачува мачниот труд на земјоделецот, да го зачува нашето национално богатство храната. Исконското мечтање на човекот да влијае на времето денес е стварност. Стручно-техничкиот дел и методолошката проблематика за функционирањето на системот против град доверење на Републичкиот хидрометеоролошки завод во Скопје, каде што се наоѓаме и денес. Ние ќе поведеме по тој повод и краток разговор со раководителите, со луѓето кои се поставени да управуваат и да раководат со овој систем. Другар Јордановски, ве молам да ни кажете накратко како е организационата поставеност на овој систем во нашата република, како тој функционира, како е во другите наши републики воопшто во светот. Да. Заштита од градобиност е дел од заштита од елементарни непогоди, од процеси кои што пред све доаѓаат од атмосферата. Многу одамна човекот покушавал да се штити од процесите кои што му нанесувале големи социјални и економски проблеми, однесувале материјални и човешки животи. Во последното време човекот е све повише успешен да влијае, вештачки да влијае на процесите, да ги сврти и ориентира тие процеси во своја корис, како и да ги намали штетите од тие бурни процеси кои што се уште човекот не може да ги обузда. Во светот тоа вештачко влијание на времето се сведува во неколку области. Едно е обиди, усилби, експериментирања, научни истражувања за вештачко создавање, предизвикување на дожд, или, ако веќе врни дожд, стимулирање да паднат поголеми количини на дожд. Други усилби се во правец на влијание на градоносните процеси, со цел да се
намалат зрната на градот, да се елиминира потполно градот и на тој начин елиминираат или ублажат штетите што градот може да ги предизвика. Натамошна област во која се прават усилби е влијанието на бурните олујни ветрови, торнада, харикени и други ветрови со цел да се намали нивната енергија и да се намали нивната рушилачка снага. И исто така има усилби во правец на растерување на маглите, посебно на маглите од аеродромите. Во светот, во 62 земји постои интерес или постојат практични експериментирања и научни истражувања во областа на заштитата од градобиност. Таа заштита во светот во основа се одвива на 3 начина. Еден е со газ генератори и најизразит представник на тој начин е Франција, каде што со апарати поставени на земја се врши согорување на сребраниот јодит и со помошта на вертикалните узлазни воздушни струјања се врши засејување на градоносните облаци. Друг начин е ракетниот систем, односно со помошта на ракети се врши засејување на градоносните облаци. Во челиите на тие облаци се уфрла сребрен јодит со помошта на ракети. Во нашата земја е во примена тој ракетниот систем. И третиот начин е со помошта на авиони се, можем да речем, се митралираат градоносните облаци и на тој начин се врши засејувањето на облаците. Во нашата земја веќе повише години се прават експерименти кои што започнуваат негде близу после 1950 година, меѓутоа помасово започнување на заштита од градобиност имаме од 1968 година и тоа во Социјалистичка република Србија, а од 1971 година започна организирана заштита од градобиност во Социјалистичка република Македонија. Значи 10 години веќе имам известно искуство со ова борба. И како е кај нас денес после 10 години, а се наоѓаме на прагот на новата сезона? Започнува да действува системот од месец април. Вообичаено е. Точно. Ние идната година ќе направиме обид да сумираме 10-годишно резултати, 10-годишни искуства од действувањето на системот во Републиката. Се надеваме дека ќе можеме пред нашите заинтересирани организации на здружен труд, пред нашите земјоделци, пред целото општество во нашата република, да дајме еден отчет кој ќе укаже на оправданоста на системот и на неговата перспектива за натамошен развој. Како гледа нашето општество на овој систем, на вашето работење во овој изминат период? Како е организационата поставеност негова? Во основа, ние можеме да кажеме дека системот се одржал, тој постои и се развива како резултат на една голема поддршка која ја даваат земјоделците организирани преку местните заедници и организациите на здружен труд од областа на земјоделието, како и сите општествено-политички заедници на сите нивоа. Како резултат на таа поддршка ние сме можеле да ги savladаме сите тешкоти во изминатите 10 години, да се развијаме и веруваме да се очитаме во тој смисел да докажеме дека секој вложен динар и како му се исплатил на нашиот земјоделец и како му се исплатил на нашата република. Нашиот комбинат располага со голем број на површини, како ратарски, така и насади, лозарство и овощарство, и градини. Површините се расцепкани и го зафаќаат целото подрачје на општината Тито Велес. Инаку се бранети поголемиот дел се зафатени од одбрана од градобитност, сем еден мал дел не е зафатен
и откако е воведена ова градобитна одбрана во нашата општина, исто така и на комбинатот, сметаме дека има резултати во смисла на тоа што претходните години кога не беше организирана оваа градобитна одбрана, имаме поголеми штети, посебно на лозовите насади и овоштарството. Тоа не значи да и после тоа немаме никакви штети, но тие штети од град се многу изразени помалку, мислам се ограничени на помали реони и со помал интензитет. Така да во 78 година, ако не беше таа градобитна одбрана, можеме да имаме катастрофа на лозовите насади во реонот на Веноле и Градско, кај што беше локализиран тој напад, поготово баш од овие ракети кои што се инсталирани во непосредна близина. Другиот Родански спомнавте вложување на динарот, на средствата. Како е финансиското работење, како е регулирано? Постои републичка интересна заедница за заштита од град. Како вие ги тие средства остварувате, како ги добивате? Да. Видете, допринос за заштита од градобиност согласно законот за основање на Републичката самоуправна интересна заедница плаќаат земјоделците, односно работните луѓе во Републиката кои што се бават со земјоделска дејност и то на земја која е во основа нивна собственост. Понатаму тие плаќаат заправо допринос на поодредена стапка на катастарскиот приход. Исто така плаќаат организациите на Здружен труд од областа за неделие по одредена стапка од остварениот доход. Плаќаат и заедниците за осигурување на имоти и лица. Тоа е со важечкиот постојни закон до денес. Да. Кога стана збор за Републичката самоуправна заедница, Дугар Кошевски, вие сте нејзин преседател. Како таа функционира, од кога таа постои? Како бил патот до доваѓање на оваа самоуправна интересна заедница? Мора да радува фактот дека и во овие избори и извештајот што беше даден за работата за минатата година е прифатен од основачите на заедницата, е прифатен од општествено-политичките структури во општините и сигурно тој факт радува. Друго е тоа што ние, како интересна заедница, можда сме од таа материјална сфера овде во Републиката, кој ги доверува исклучиво работите на Републичкиот хидрометеоролошки завод. И ние секоја година со Републичкиот хидрометеоролошки завод заклучуваме договор за сите стручни, административни, технички и финансови работи кои треба заводот да ги врши. Тој договор собранието го потврдува, претходно неговиот извршни одбор на собранието, нели? И сигурно да имаме ние своји проблеми тука. Кои од проблемите можеме повеќе да ги истакнеме, кои влијае врз нормалното функционирање на овој систем, врз нормалното работење? Па добро, ево да кажеме, минатата година еден од проблемите беше финансовото послување, не? Да. Обезбедување на доволно средства и навременно? Па сигурно. Сигурно дека Републичката интересна заедница има своји обврски према Републичкиот хидрометеоролошки завод. Една од обврските е средствата. А ние немахме во текот на годината доволен прилив на средства. И сигурно да тоа се бара пуно решења. Али секако не одеше на уштрап на одбраната. Магистерот по метеорологија Витомир Димитриевски ќе го замолиме да ни каже како оперативно функционира овој систем, каква е неговата ефикасност. Системот за заштита од град во сите земји действува во главно во вегетационата сезона,
od 15. april do 15. oktobri. To je posebno karakteristično za našite klimatski uslovi. Во нашата република имаме 4 противградобийни центри, во кои состав спаѓаат досега изградени 242 противградобийни станици. Во текот на оваа година ќе се изградат уште 80 противградобийни станици. Некогаш се мислел дека воопшто е невозможно дејствувањето на така крупните атмосферски процеси, бидејќи тие располагаат со огромна енергија. Меѓутоа, научните сознанија покажаат дека некогаш и со мощни мали средства, значи со мали количества, може да се постигнат големи ефекти. Така, например, одредени научници имаат пресметано дека ако во еден градобиен облак кој се наоѓа со температура испод 0 степени, во колку би се уфрлиле само 200 грама јаглен двуоксид, во него ќе се сублимира вода околу 1000 тони. Што значи со уфрлување на мали хемиски реагенси се постигнуваат големи ефекти. Така, например, за заштитата од град, доволно е да се во една градоносна ќелија уфрлат само 50 грама сребриодит во 1 метар кубни. Кристали на сребристиот јодит. Да. Димитриевски, која површина ние ја покриваме со овие системи, со овие полигони, со овие центри што ги имаме на располагање денес, што функционираат? Колку обработлива површина штитиме? Овие 4 противградобийни полигона заштитуваат околу 450.000 хектари. Додека со формирањето на уште 2 нови противградобийни полигона, Виница и Полог, ќе се заштитува околу 650.000 хектара во нашата република. Колку што вкупно имаме обработливи површини во нашата република како потенцијал. Да. Каква е ефикасност? Можеме ли да се пофалиме ние со оваа ефикасност? Па ефикасноста можда најдобро зборуваат податоците од минатата година. Така, например, од вкупно бранетите 450.000 хектари, само околу 4.500 хектари се зафатени со град, што значи само 1% од бранетите површини. Во средината на јуни минатата година, нашата екипа беше сведок на моќта на природната стихија, на невремето во Кавадаречко, што траеше само неколку минути, колку што трае оваа репортажа што ја следите. Но затоа направи големи и немерливи штети на земјоделските култури. Многу поголеми од колку што чинат современите уреди за следење, развој и сузбивање на градоносните облаци. Уште едно предупредување, уште една, но многу скапо платена полука. Градот што паѓаше со големина на Орев во реонот на селата Марена, Сопот и Долни Дисан, во плантажите на агрокомбинатите Тиквеш и Повардарје, нанесе големи штети. Зафатена беше површина од над 1000 хектари, а штетите на родот се движеа и до 90%.
ефикасноста на системот и воопшто методологијата која денеска со која денеска се располага, обезбедува негде околу 80% од штитените површини да може да бидат заштитени. Ние ова имавме можност да видиме едно дејство на стихијата. Ќе се повторуваат ли ваквите појави на удари на подрече каде што е веќе заштитено? Постојат и објективни причини да не можеме се да заштитиме, меѓутоа се чини дека ово беше од повеќе субјективна причина. Затаи веројатно факторот човек. Да, од стрелците кои се непосредни извршители на противградобийната заштита, успехот во голема мера зависи во заштитава. И затоа се бара да стрелците бидат мошни, одговорни и совесни. И обучени. И обучени во секој случај. За обучувањето ние држиме секоја година пред почетокот на сезоната посебни курсеви за нивното целосно оспособување во процесот на дејствувањето на системот за заштита од град. Случајот во Ковадарци е таков да и поред тоа што беа од радарските центри најавени непогодиве, стрелците не се одазваа. И тоа е една од причините што се појави град во Ковадаречко. И штетите се значителни и се опфатени околу 1000 хектари обработива земјоделска површина, и тоа со мощни интензивни култури. Значи, од повеќе фактори зависи ефикасност. Кои се другите позначителни фактори? Као пример, фактори? спомнавме стрелциве, потоа доаѓаат исправноста на радарските уреди, исправноста на радиосредствата за врски меѓу радарските станици, радарскиот центар и противградобийните станици, и потоа можда и квалитетот на противградобийните ракети. Методолошки дали сме изедначени ние со останатите републики во Југославија? Дали имаме еден исти систем, Доја Димитриевски? Методолошки ние имаме потполно единствен систем во нашава земја. Републичките хидрометролошки заводи во сите републики беа носители, стручни носители, потоа методолошки и во главно тие ги изградуваа системите, и основна карактеристика е да тие системи се градени со заедничка консултација меѓу стручниве кадри и така да има широка меѓурепубличка размена во искуствата. Зборуваме дека има доста и незадоволства во функционирањето на овој систем. Тура Стефанов, колку можеме да сме ние задоволни и колку имаме право да бараме од ваквиот систем да не заштити од градот? Видите, системот како систем, јас мислам дека го оправдува своето постоење, односно задачата ја врши на еден одреден ниво. Во моменти тоа може да биде и по-висок или по-низок, зависи од тоа како ќе се одвива тој целиот процес на действувањето на системот. Можеме ли 100% да бидиме да бараме да не заштити од град? Според методите кои ние се спроведуваат тука, гарантираат 70% заштита од 70% заштита. Да. Имавме известни сомневања дека субјективниот фактор човекот затаел во изминативе години. Колку е тоа вистина? Па видите, скоро во поголемиот број од случаевите кога имаме појава на град, стрелците затајуваат од најразни или субјективни или објективни причини. Мислам, тоа треба да се свати да е една борба на човек со една страшна стихија. Човекот може да потклекне тука, меѓутоа и во многу случаи излегува како победник.
Нашиот район je ovde pokrijen su ova mreža za zaštitu od gradobijnosti. Međutim, za ovo vreme od koje sam ja tu, a to se već je 7 godini, samo jedna godina ne ima preskoknato gradot. Inače, redovno, skoro svekoj godina sme zafateni pomalku ili poveke od grad. Причините кај се не би можел да кажам, меѓутоа ипак сметам да по се изгледа повеќе се грешките во лудскиот фактор, дали е тоа времето на наредбите за реагирање или времето на реагирање, не би можел да кажам. Меѓутоа по се изгледа дека тука е нешто неуред и тука се причините кај што би требало да се барат. Ovde je Полигон Ѓуриште врши редовна